При посетата, министерот за здравство заедно со делегација на локалната власт на чело со градоначалникот Илија Јовановски и директорот на општата болница Драган Богоевски ги посетија детското и очното оделение. Подобрени се општите услови во болницата, реновирани се повеќе оделенија, што е доста важно за една ваква јавна здравствена установа, истакна министерот. Но сепак, како и останатите јавни здравствени установи во земјава, и болницата во Прилеп се соочува со сериозен недостиг на високо квалификуван медицински персонал. Во иднина, Министерството ќе развие стратегија за специјализанти, чија цел, како што рече, ќе биде обука, но и задржување на медицинскиот персонал во сите општини во земјава. Најмногу разговаравме за тоа што е потребно во однос на дополнување на кадрот и опрема во болница, меѓутоа и за инфраструктурно подобрување на овој објект. Во однос на опремата, разговаравме за тоа што е приоритет во болницата, што недостасува во овој регион на целокупното население и врз основа на тоа ние ќе направиме план во Министерството за здравство за набавка на се што треба во склоп на потребите на сите јавни здравствени институции во периодот што следи. Разговаравме и за потребите за примање на дополнителен кадар. Веќе одредена бројка е дозволена од Министерството за финансии, доктори, медицински сестри најмногу, како што тоа впрочем го направивме во сите јавноздравствени установи во земјава. Од јануари до сега примени се вкупно 2200 луѓе. Понатаму разговаравме за потребата од специјализации. Знаете дека на минатата седница на владата помина измената на програмата за специјализации и сега Прилепската болница ќе добие потребни специјализации врз основа на проценката од која специјалност недостасуваат кадри, така да новопримените и млади лекари ќе се упатат на усовршување. Би потенцирал дека во Прилепската болница со години назад работат врни експерти од одредени области кои што даваат солидно ниво на здравствена заштита на населението. Сакаме тој тренд да продолжи и нормално да го надградиме квалитетот на здравствените услуги преку прием на нови лекари, специјализации и набавка на нова опрема. Сегде недостасува доктори, научно тројца, на гинекологија тројца доктори, веќе хирургија 5 мина доктори остануваме, ортопедија и таму 5, за некоја година ќе остана 2-3 сегде. Голем е недостаток, скоро во сите дејности. Тешко ќе, не знам како ќе оди надминувањето на тој проблем. Општата болница Борка Талевски има сериозен недостаток и од нова современа и софистицирана опрема која ќе помогне во правилна дијагностика на многу болести, истакна директорот на болницата, потенцирајќи дека веќе се започнати преговорите со Министерството за набавка на нови апарати и се очекува до крајот на годината оваа опрема да пристигне и во нашата болница. Во однос на опремата, она што најмногу недостасува, во моментов правиме напори да ги обезбедиме таа опрема. Нешто добивме сега од донацијата од Шведска, колоноскоп кој долго време требаше да се набави, го добивне. Ќе отпочни со работа и кабинетот за колоноскопија. Добивне мобилен рентген апарат за потребите на ортопедија. Меѓутоа ни треба еден дигитален. Сега моментално имаме дигитален рентген апарат кој мора да има покритие, ти знае веќе години поминати, се знае да се расипи и треба да пациентите да ги оставиме на цедило, бидејќи за мал дефект се чека време. Во преговори со министерот сме за набавка на нов дигитален рентген апарат. Има недостаток и на поситни апарати, се опремивне со пациент монитори, набавивне апарат за анестезија, плазма стерилизатор, набавивне во теке да се донеси, реков пациент монитори, во теке процедура за набавка и на помала опрема за физикална терапија, ехо апарати ни требаат, недостасуваат. Почнати се постапките за набавка и до крајот на годинава ќе се опремиме. Министерот за здравство при посетата најави уште неколку нови инвестиции во оваа здравствена установа во наредниот период. Енергетската ефикасност на болницата ќе биде приоритет, како и обновување и целосно реновирање на фасадите. Инаку, општата болница Борка Талевски од неодамна доби шведска донација во опрема во вредност од 300.000 евра.